Кисела вода. Добро вечер за општината во која јас живеам. Добро вечер ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, драги пријатели. Ке се надобрзам на ова што го зборуваше Никола Поповски, за тоа дека нашиот политички опонент постојано чека некој однадвор да му каже што треба да прави и смета дека секогаш некој друг има попаметен да каже нешто за нас, за Македонија, да ни каже во кој правец да одиме и како да работиме. Ќе ви кажам една случка што беше за време на разговорите за тој Пражинскиот договор. Една вечер се најдовме јас и Никола Поповски и уште неколку од нашата партија на разговор со СДСМ, а посрег ни беше оној Ван Хауте, како го викаа, со мачките. И во тие разговори, драги пријатели, ние даваме еден предлог. Ван Хауте се труди да глуми неутрален, односно на средина, и се обраќа на Радмила Шекеринска и вели: што мислите вие за овој предлог? И незиниот одговор беше: а што би не советувале вие, господине Вајков? Човекот ја прашува што мислите, она му вика: што вие би не советувале да мислиме? Замислете. Тоа е СДСМ, тоа е таа матрица. И тој им одговори: па вие кажете што мислите, сега треба да развиеме дискусија. Тоа е таа матрица која што си има мака со собствената самодоверба како нација и како држава, што не верува во капацитетите на собствениот народ и очигледно и во своите капацитети. И затоа губат. Затоа народот не ги респектира и 9 пати поред ги поразува на избори. А сега на 11 декември ќе ги порази по 10 пат. Дозволете на самиот почеток, драги пријатели, да објавам една нова убава работа за сите од овој град, од Скопје, се разбира и за луѓето што живеат во Кисела вода, како можност, како шанса. Имено попладнево сум информиран за договорена нова инвестиција со нови вработувања. Можам да објавам нова инвестиција за 200 нови работни места. Имено турска компанија донесе одлука да инвестира и ќе гради фабрика во слободната економска зона Бунарџик во Скопје. Се работи за компанија која произведува електроника за автобуси и за земјоделска механизација, а во Скопје доаѓа како партнер и добавувач на белгиската компанија Ван Хул, белгискиот производител на автобуси. Ќе започне со градба на фабриката во 2017 година. Инвестицијата ќе се протега на парцела со големина од 20.000 метри квадратни, значи 2 хектара, 2 фудбалски стадиони, во Бунарџик. Планот е до крајот на 2017 да почне со работа. Најпрвин ќе започна со 100 вработувања и инвестиција од 3 милиони евра, а потоа ќе се прошират на 6 милиони евра и ќе вработат вкупно 200 лица. Она што би сакал да го потенцирам е дека оваа инвестиција доаѓа по препорака на позитивното искуство на собственикот на белгискиот Ван Хул, на производителот на автобуси,
што е само потврда за градењето на позитивна бизнис клима и пријателски однос кон бизнис секторот. Штом тие што инвестираа препорачуваат и на други да инвестираат во Македонија, значи дека се задоволни, а сигурно се задоволни затоа што Ван Хул гради трета фабрика во Бунарџик. За оваа инвестиција исто така многу значаен беше ангажманот на Виктор Мизо, кој преговараше со менеджментот на оваа компанија. Ова се 200 нови вработувања, 200 нови семејства со сигурна екзистенција. И ние продолжуваме во она што имаме резултати и она што ги решава проблемите на граѓаните. А тоа е отворање на нови работни места и обезбедување на сигурна иднина на што поголем број граѓани на Република Македонија, во случајов на Скопје. Драги пријатели, тоа е нашата ориентација во сиве овие години. Бевме посветени на она што најмногу го тишти македонскиот народ и граѓаните на Македонија. А тоа е економијата, тоа е отворањето нови работни места, зголемувањето на платите, пензиите, социјалната помош, субвенциите и така натаму. На тоа бевме најмногу посветени, бидејќи од сите анализи знаеме дека тоа е најголемиот проблем на граѓаните на Македонија. И таму имаме одлични резултати. Работите почнаа да се менуваат кон подобро. Работите почнаа да се подобруваат. Како што кажа Никола, се отворија нови 160.000 работни места. А веќе во следниот мандат очекуваме, планираме и сигурни сме дека ќе се отворат нови 70.000 работни места. Невработеност, која опадна од 38,7 на 24, во наредните 4 години ќе се сведе некаде помеѓу 17 и 18%. Замислете, од 38, скоро 39, на 17%. Каков прогрес е тоа? За еден релативно кус период, во исклучително тешка ситуација на светска економска криза, на европска должничка криза, со сите нивни удари кон нашата економија, и на последната авантура и сценарио на Заев и неговите сценаристи во овие 2,5 години политичката криза во Македонија. И кога веќе ги спомнав нив, драги пријатели, мислам дека ја поминавме онаа фаза кога прво си го важеа членството дека ќе победат, па удрија ново лажење кога видоа веќе не држи вода тоа, дека нема да победат, ама малку ќе загубеле и дека еве таа разлика ќе биде мала, па можеби ќе влезат во некоја широка влада. Па кога удрија и кај странците да им збора дека многу е добро да има широка влада и они да се внатре, ќе им помогнеле на нив да решат некои прашања во Македонија. Помислите кои прашања? Сигурно не е некое комунално прашање во кисела вода. Па потоа, драги пријатели, ја сменија и таа тактика, па удрија едно лажење дека водат на анкетите, ама не се издоговориле добро, па овој Стево Пендаровски вика водиме на сите анкети, а Радмила вика сите анкети се важни и не се точни. Настана една збрка таму внатре кај нив, се повлекува и од таа работа, сега еве ги викаат по улици ќе победеле, слободата ќе ја донеле, губат 10 години и не сваќаат дека на народот му продаваат нешто што веќе го има. Слобода и демократија. Нешто што го има одамна, а во овој период многу повеќе од времето на СДСМ. Во овие денови ќе прават многу напори да најдат алиби за поразот. Треба да внимаваме и да останеме со ладни глави. Ќе има многу обиди за провокации, многу обиди да ја извалкаат кампањата и многу обиди после да си најдат алиби зошто загубиле. Треба многу внимавање. Во овие 4 дена пред нас ќе прават и многу обиди, сепак ќе се обидуваат, ај што ќе изгубат, но барем да ја продолжат кризата и тука да најдат некоја своја шанса. Па ги слушаме велат, требало да се продолжи оној мандат од 18 месеци на СЈО. Затоа што знаат дека секое продолжување на мандатот на СЈО
е и продолжување на кризата. И немојте да се изненадите ако во овие денови го повикаат СЈО на помош да им помогне и да смислат некакви истраги, обвиненија и нови лажги со опашки. Се ке направат во овие денови само и само да дојдат до некој глас повеќе. Ке смислат и нови лаги. Овие денови ги слушаме, овие недели, како одат со оние лаги дека ќе донеле многу нови инвестиции во Македонија, ќе го вработеле цел народ и со тоа никој веќе немало да си заминува, ама и тие што заминале ќе ги врателе. Од Нью Йорк, Чикаго, Мелбурн, све ќе собера тука. И тоа е се во ред. Ако тоа Заев го направеше во Струмица, во ситуација кога Македонија е 5-та најдобра држава по бизнис клима во Европа, 10-та најдобра во светот и држава број 1 по најниски даноци во светот. Значи, извонредно поле за работа за некој што сака и знае како да донесе инвеститори. Еве ние ги носиме, но тој не донесе една во Струмица во 11,5 години владење во таа општина. И сега да чекаме тука во Скопје да ни донесе. Не ја била таа работа. Јасно име на сите. И на скопјани. На струмичани па веќе епте им е јасно. Почесто сум сега таму, ги гледам, ги слушам, едва и чекаат да дојдат и овие избори, а уште повеќе мајските. Да го мамнат од Струмица, да си најдат градоначалник со кој ќе одат напред. Драги пријатели, го слушаме и залагата за 500 евра дека ќе добил секој човек од ДДВ на крајот на секоја година. Прво, никој не го земаше за сериозно, после толку се завалува со таа идеја, што луѓето, сите разумни луѓе, земаа направија проста математика. Колку треба да трошат месечно, цела година, за на крај да добијат 500 евра. Математиката излезе, а имајќи во предвид дека многу оставките од услугите и стоките од 18 преидоа на 5% ДДВ, математиката излезе дека секој човек во секое домакинство, и мажот и жената, треба да трошат месечно по 2 до 2.500 евра цела година секој месец, за да им дојдат тие 500 евра на крајот на годината. Прво, такви луѓе во Македонија има многу малку, што може да си дозволат такво нешто. А второ, тие што може тоа да си го дозволат, не им значат многу тие 500 евра од Зоран Заев. Иако тие се многу малку. Човек што има можност 2.500 евра да троши секој месец, Заев не може да го намами со неговите лажги од 500 евра дека ќе му даде. Но 99,9% од граѓаните немаат таква можност. Но тој тоа не го ни рачунал. Тој сметал на тоа дека народот нема да се сети. Затоа што тој си го поценува собствениот народ. И тоа не е само негова карактеристика. Тоа е карактеристика на целата елита на СДСМ и тоа се гледа ни сите овие 10 години, а и не само 10, ни сите 25 години. Не веруваат во потенцијалот на своите сограѓани, на својот народ. Мисла дека не го бива, дека не е мудар, дека не може да се справи со предизвици, дека не може да направи вистински проценки. Па затоа го прашуваа оној Ван Хојте, а што вие би ни советувале да мислиме? Затоа што така мислат луѓето, дека ни народот, па дури ни они не се достојни за крупни работи да донесат правилна проценка и правилна одлука. И затоа 10 пати поред народот во мнозинство гласа против нив и го поддржува ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, кои имаат поинакво мислење за својот народ и кои се борат за него да му помогнат да одиме сите напред кон НАТО, кон Европската Унија, не делејќи ги луѓето што се по националност, дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњаци, срби или било што друго, борејќи се за секој човек и за секое место да се помогне. И таа разлика е очигледна и на овие избори. И затоа губат, и затоа сега се обидуваат со последните лаги што им паѓаат на памет,
да преважат некои. Како и она со просечна плата од 500 евра. Драги пријатели, кога дојдовме во владата во 2006-та, просечната плата во Македонија беше 11.500 денари. Денес е безмалку 23.000 денари. Дали е доволно? Не е доволно. Но дали е огромна разликата за еден таков период? Повеќе од огромна. Но како го правевме тоа? Како го правевме тоа? Единствениот начин да растат платите во приватниот сектор е да се помогне на бизнисот, на компаниите, независно дали се домашни или странски, да отвораат нови работни места, да им се намалат трошоците, вклучително и даноците. Не само даноците, сите трошоци, но вклучително и даноците. Да им се намали бирократијата, да им се дава помош од било кој карактер, да се биде отворен со нив и да се гледа на нив како партнер кој што помага во отворањето на нови работни места. Тоа е десничарската филозофија и тоа помага на отворање на нови работни места. И затоа имаме успех. Затоа што бизнисот во Македонија, компаниите, не ги делевме по тоа кој е за ВМРО, кој е против, или кој го финансирал СДСМ или не го финансирал. Помагавме на сите, не заради нив и нивните газди, туку заради тоа што тие се клучот за отворање нови работни места и тие се клучот за зголемување на платите. Затоа што кога се отвораат нови работни места, нови фабрики, нови компании, за да некој вработи луѓе, тој мора да им понуди повеќе на оние што се поискосни и работат на друго место. А пак тој што кај што работат, ако сака да ги задржи, исто така мора да им понуди повеќе. Еден ќе мора да плати повеќе од тие двајца, или тој што сака да го задржи, или тој што сака да го земе. Така секаде растат платите во приватниот сектор во Европа. Така расте и во Македонија и така ќе растат и во иднина, уште повеќе отколку сега. Особено по завршувањето на кризата, на политичката криза што ја создаде ЗАЕФ и СДСМ. Драги пријатели, јас велам, можат да лажат колку сакаат, но треба да најдат некој да им верува. Секој човек може да си лажи колку сака, но треба да најде луѓе што ќе му веруваат и ќе одат по него, ќе го следат. Овој човек се помалку луѓе му веруваат, а за тоа ќе се увери на 11 декември, кога масовно граѓаните ќе излезат и ќе го поддржат ВМРО. Но важно е таа поддршка да биде доволно силна за да се достигнат 63 пратеници. Бидејќи само 63 пратеници за ВМРО и коалицијата се гаранција дека кризата ќе заврши. Почитувани присутни, она што исто така би сакал да го спомнам е профилот на човекот што се кандидира да биде премиер. Профилот е крајно криминоген. Човек кој што во минатото со различни криминогени активности успеал да се збогати. Прво, тој не е само збогатен во време кога е ВМРО ДПМН на власт како што збори. Тој е збогатен откако стана градоначалник. Од тогаш почнува да растат неговите 2-3 мали бизниси, бакалници имал некоја и нешто слично. Од тогаш прераснува во фабрикант, во крупен богаташ, кој што денеска сам признава дека имал 6-7 милиони евра, а се збори за многу повеќе. Понатаму, човек кој што си ги навикнал сите бизнисмени во неговата општина да му плаќаат мито, рекет, ако сакаат да добијат услуга од општината која им следува по закон. Како што беше оној случај каде што еден граѓанин на Струмица бара да му се трансформира земјиштето за да изгради нова фабрика. И тој му вели дека ќе треба да плати 100.000 евра за општината, 1 евро по квадрат, и 100.000 евра да однесе кај неговиот брат, Вице Заев. Тој сега сака секаде да го воспостави тој систем, бидејќи кога оди Заев некаде, оди и начинот на негово управување, оди во пакет со него, во пакет оди и Вицето, во пакет одат и лагите, во пакет оди целиот негов карактер и начин на управување и владење. И она што го говореше кога мислеше дека никој нема да го чуе пред неговите сопартици, дека ќе ги брка од чистачка до директор, дека ќе јадат живи луѓе, тоа е оригиналниот Заев.
И затоа, тоа е една причина повеќе заради која граѓаните на 11 ќе го казнат. Драги пријатели, она што особено загрижува е неговата подготвеност да возврати на тоа што му помагаа 2,5 години и тоа што се договорил, да возврати на неговите помагачи и тие кои кажува дека сакале да го донесат на власт и ќе го донеле од горе, а заборава дека народот гласа за тоа кој ќе биде на власт, што сериозно покажа дека намерава да им ги исполни нивните очекувања. А тоа е кантонизацијата, која што ја имаме во Босна, и слушаме по медиумите како е животот во Босна, и економскиот, и политичкиот, па и безбедносниот. На секој неколку месеци имаат потреси во правец дали некој кантон ќе прави некој референдум, бидејќи кантоните имаат право на носење одлука во нивната кантонска влада, со која што може да се прогласи референдум и граѓаните да излезат и да прогласат излегување од државата во која е тој кантон. Тоа води кон расцепкување на државата, особено кога станува збор за држави на Балканот, мултиетнички, со радикални структури. Тоа не им треба ни на македонците, ни на албанците, ни на турците, ни на ромите, ни власите, ни бошњаците, ни србите, ни сите оние што сакаат да живеат во оваа држава. И она што ние го дигнавме гласот и што го дигна народот во мнозинство е против растурање на Македонија или давање таква можност за да се случи тоа. И ние стоиме за секого, независно дали е албанец или македонец, што сака да живее во оваа држава, во овие граници, со оваа сувереност, со оваа независност и во економски просперитет на Македонија. Загрижувачки се неговите настапи за рушење на рамките на рамковниот договор. Загрижувачки се неговите настапи за двојазичност на целата територија. Загрижувачки се неговите настапи медиумски во кои кажува дека е подготвен да го смени уставот во тој правец. Но очигледно е дека откако сето тоа го изнакажа, дури тогаш свати дека неговиот народ, оној од која бара довербата, има повисок капацитет, може веднаш да расуди, да препознае, да свати што се случува и што тој намерава, па затоа почна да ги убедува дека тоа што го кажал не е точно. Имаше еден виц на времето, тази дупче не е дупче. Тоа е приказната на Зоран Заев. Излезе, сам си го раскажа планот. Си го раскажал и во неговата програма. Изнапишеле таму за политипни општини, во кои што ќе се пренели ингеренциите од централната власт во општините. Па ќе се прелееле ингеренциите за полицијата. Па секоја општина ќе си имала полиција. Па секоја општина полицијата ќе решава кој е прав, кој е крив, кој треба да се однесе во станица, кој треба да се пријави и така натаму. Па не знам што се друго ќе решаваат општините во една ваква средина каква што е Македонија и во една ваква средина во која што гледаме како сега решаваат во некои општини. Затоа, драги пријатели, затоа никој веќе не верува на неговите лаги и се смеат луѓето кога го слушаат дека тој никогаш не го кажал тоа, туку тоа излегло од мојата глава. Нека му биде, ама народот гледа. Џабе му е што сега тоа го кажува. Народот ги препозна неговите планови и неговиот договор со некој однадвор, неговото здружување, ти мене премиер, а јас тебе, сиве овие работи за редефинирање на Македонија. Вели, сега му било мајката. Јас велам, да, сега му е мајката да го збришиме од политичката сцена на 11 декември. И да им пратиме порака на тие што се договарале со него, дека овде има мудри луѓе, дека овде има луѓе што си ја сакаат оваа држава и дека не може да ги надмудрат со вакви
луѓе кои што се спремни на се само за да дојдат на власт, да не им текне во иднина да го повторат истото со некој друг политичар. Да знаат дека овде се и за се одвучува народот и граѓаните, а особено за стратешките работи поврзани со Република Македонија. Или пак и забележате, предпоставувам, какви се последици прави овој човек. Една од последиците е што правејќи го сето ова што го направи, ја доведе ситуацијата да веќе ДУИ и ДПА објавија дека по изборите, ако ВМРО немало доволен број на пратеници за сами да формираат влада, и ако зависиме од нив, тие ќе барале ДУИ да го предложил кандидатот за премиер. Само штети од овој човек, само проблеми, само раздори, само кризи. Затоа треба да си замине. Затоа треба на 11 декември масовно да се излезе. И знаете што, драги пријатели? Она што е важно е дека многу луѓе, може би заради едно или друго, се разочарани, не им се исполнило некое нивно очекување, се разочарале од некоја грешка, пропуст и така натаму. И намераваат, например, да не гласаат, или да гласаат за СДСМ, или да гласаат за маливе партии кои што се создадени, оние две коалиции мали, создадени се за по потреба, наменски се создадени. Очигледно е тоа. Да отсепат дел од гласачите на ВМРО, за да го зајакнат, да ја зајакнат позицијата на СДСМ. И ова, јас не го предпоставувам, јас го знам ова ми е информација на мене. Значи, јас ви пренесувам информација, а не моја анализа. Јас знам дека тие се создадени и знам од кого се создадени. Со цел да намалат дел од гласачкото тело на ВМРО ДПМН. По изборите они нема да добијат ни еден пратеник. Ќе ги снема од политичката сцена, а секој што гласал за нив треба да знае дека гласот го дал за СДСМ и за сите овие работи што Заев ги планира со Македонија. И гласањето и за овие мали партии, или оние гласови неважички, што некои од некаков револт некојаш ги прават намерно, или пак негласањето е исто како да се гласа за СДСМ. Секој еден кој нема да гласа, секој еден кој ќе направи неважичко ливче, или ќе гласа за маливе партии и маливе коалиции, треба да знае дека прави потек со кој му помага на Зоран Заев, на СДСМ и на нивните планови со разни криминално разузнавачки структури кои кројат друга капа на Македонија, кој што ќе има несогледливи последици во минатото. И тоа треба да го знаеме сите. И да не си кажуваме после дека не сме биле свесни, не сме знаеле, не сме верувале или слично. Многу јасно и гласно се кажува и објаснува сега. И секој што здраворазумно размислува, треба да ги остави настрана ситните лутини, ситните незадоволства. Невозможно е да се решат сите проблеми на секого и никогаш тоа не сме го ветувале ниту сега. Работата е што ние решаваме најмногу од проблемите. И оној што е незадоволен затоа што една, две или некои работи не му се решени, а ги очекувал, треба да ја погледне големата слика, да се стави малце настрана и да види во каква држава ќе живее за 5 или 10 години, што ќе му се случува и нему и на неговите поколенија, и со какви нови предизвици ќе се соочува, и дали ќе има македонски пасош или пасош на некоја друга држава, и како ќе му се вика државата, и јазикот, и нацијата. Секој треба да си го стави прстот на чело пред да донесе одлука. И секој треба да размисли кој повеќе може да помогне во оваа држава, Заев или јас како кандидати за премиери, СДСМ или ВМРО. Кој од нас може да реши повеќе проблеми, имајќи ја во обзир историјата на нашите решавања на проблеми? Кој од нас може да отвори повеќе работни места во Македонија?
а со тоа да допринеси и за зголемување на платите на вработените. Кој од нас, според нашето минато, ќе ги зголемува пензиите на пензионерите, социјалната помош на оние кои им е најпотребна, субвенциите на земјоделците? Кој од нас повеќе ќе одговори и подобро на безбедноста, за безбедноста на државата и на луѓето во неа, како што беа настаните во диво населје, ама како што беа и настаните со Красничи во 2003 или 2004, кога 5 месеци го држеше Скопје под обсада, а овие го молеа да се смирел и да се смиреле, наместо да влезат како во секоја држава и да го апсат. Размислете секој од оние кои што се двоумат и кои што се од нешто малку незадоволни и не им се исполнила некоја нивна замисла, барање, очекување, некогаш може би со право се лути. Јас не верувам дека ние секогаш сме во право или пак дека сме безгрешни. Но нека размисла добро што прават со недавањето на поддршка на ВМРО-ДПМНЕ, особено во контекстот на она што Заев го планира со редефинирање на Македонија. Но што прават и со тој избор? И чиј избор повеќе им вреди? Чие ветување се исполнува? Колку му веруваат на зборот на Заев, имајќи во обзир што се кажа досега и излажа? Колку веруваат на мојот збор и дадените ветувања и на ВМРО-ДПМНЕ на исполнетите ветувања дадени за изборите во програмата? Затоа, драги пријатели, велам, ова се клучни моменти. Луѓето треба добро да размислат. И јас сум убеден дека убедливото мнозинство македонци, убедливото мнозинство граѓани на Македонија нема да направат грешка. Грешката ќе биде непоправлива овој пат. Нема исправање на таа грешка, особено во делот на националните и државните прашања. Затоа ве молам сите вие, проширете го овој глас до секој ваш пријател, до секој ваш сосед, роднина, комшија, познаник. Воочете му ги овие работи. Убедете го на начин што е фер, демократски. Кажете му што ја очекува Македонија. За сите заедно сложно да излеземе на 11 декември, да гласаме за соживотот во Македонија, да не ни го растура некој, да гласаме за економски напред на Македонија, да не ни го запрат овој залет на носење инвестиции, да гласаме за унитарна, независна и победничка Македонија, да победи Македонија, да го порази сценаристот и неговиот инструмент во Македонија. Победуваме! Победуваме во кисела вода, победуваме во Скопје, победуваме во Македонија, победуваат граѓаните, победува Македонија! Да сте живи и здрави!